Нови 1300 до 1400 вработувања се очекуваат да се отворат во технолошко-индустриските развојни зони до крајот на годината. Заклучно со минатата година во технолошко-индустриските зони се отворени 5100 работни места, а само годинава се креирани 1050. Директорот на дирекцијата на ТИРС Виктор Мизо денеска при посетата на компаниите Хајтек и Ванхул го информираше премиерот Емил Димитриев дека во моментов се во различни фази на преговори со неколку странски компании кои се заинтересирани да инвестираат во Македонија. Ние како институција, како дирекција за ТИРС, како дел од тимот за привлекување странски инвеститори, во моментов преговараме со неколку компании, 7 до 8 компании во различни фази на преговори и сметам дека дел од овие компании до крајот на месец ноември пред божичните празници на запад треба да донесат своји одлуки, бидејќи она што е важно е дека тие треба да имаат функционални погони крајот на идната година или првиот квартал на 2018, што значи дека сметам дека барем 2 до 3 позитивни одлуки ќе имаме до крајот на годината, кои ќе бидат објавени, каде што погоните ќе почнат да се градат идната година. Мизо истакна дека во време на политичката криза странските инвеститори само ги пролонгирале одлуките за инвестирање, но во ниту еден момент не донале конечна одлука дека нема да инвестираат во Македонија. Емил Димитриев посочи дека очекува извештајот на IBM според кој Македонија е на првото место во светот по ново отворени работни места од странските директни инвестиции, дополнително ќе влијае за привлекување на нови инвеститори во Македонија. Димитриев беше информиран од раководството на македонската компанија Хајтек дека до крајот на годината се очекува да заврши градењето на фабриката во зоната и согласно планот да се вработат околу 300 лица. Компанијата Ванхул пак, која што го гради вториот свој капацитет во Македонија, ќе инвестира 15 милиони евра и планира да се отворат 400 директни работни места.